вечер, Велес. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер, победнички Велес. Драги пријатели, слушам дека синоќа, кога СДСМ беше тука, освен што изфрлиле грст навреди и врз мене и врз сите од раководството на ВМРО ДПМН и на нашата коалиција, дека кажале и дека градот бил многу поубав и почист, затоа што ВМРО-вците не биле тука во Велес, туку биле на митинг во Скопје. Драги пријатели, јас не се согласувам со тоа. Јас не се согласувам ако некој каже дека Велес ќе биде поубав, ако, например, оние што гласаат за СДСМ не се во Велес. Сите се синови и керки на Македонија. Сите му се потребни на Велес. Сите и се потребни на Македонија. Не смееме да се делиме на таков начин. Не смееме да создаваме омрза меѓу луѓето. Ако толку имаат гнев, ако толку имаат омрза, еве нека истураат на мене, ќе ги издржам, но нека не ја истураат и нека не ги закрвуваат граѓаните. Градот ќе бил поубав и почист без ВМРО-вци. Немојте така. Немојте да го закрвувате народот. Ние сме една држава. Ние сме еден народ. Делиме иста судбина, исти проблеми. Денес сме разделени по политичка линија. Може би утре ќе бидеме за некои работи на иста линија, бранејќи ја Македонија и борејќи се за нашата татковина. Зла крв не ни треба. Драги пријатели, 2,5 години Македонија е под заложништво на Зоран Заев. Време е да се ослободи. Да се ослободи од хаосот што го донесе. Да се ослободи од сето она што и го прави во овие 2,5 години со политичката криза. И тој, и луѓето околу него, но и нивните сценаристи, оние кои им ветувале дека ќе ги донесат на власт. Не народот, дека некој друг ќе ги донесе на власт. Добија се што бара за да дојдеме до овие избори. Бара да имаат министри во владата. Добија министри во владата. Бара заменици со право на вето. Добија заменици со право на вето. Бара измени на законите. Измени на законите за избори, за влада и за други. Добија се што бара. Бара да има друг премиер пред изборите 100 дена, еве им скоро 1 година, добија јас да не сум во владата. Бара да има доминација во Државната изборна комисија. Добија доминација во Државната изборна комисија. Услов им беше за да излезат на избори да го имале министерот за внатрешни работи со една лажга тогаш дека ќе бил техничко назначено лице. Добија министер за внатрешни работи, нормално не да назначија техничко лице, туку го назначија генералниот секретар на СДСМ. Бара да имаат СЈО. Еве ги 1 година имаат СЈО, односно специјално јавно обвинителство. Бара еден куп други работи и услови. Мислеа дека нема да им ги прифатиме и дека ќе ја држат вечно Македонија во заложништво. Но ние сме сигурни во себе. Ние сме сигурни во тоа што сме го правеле и што ќе го правиме во иднина. Ние веруваме во нашите постапки и веруваме во нашиот народ, во нашите граѓани, во граѓаните на Република Македонија. Веруваме во нивниот избор, во нивните вредности, во се она што досега заедно сме го сработиле и веруваме дека сакаме Македонија да оди напред. Драги пријатели, добија се што бара. Веќе нема каде. Одвага еднаш, одвага 2 пати. Веќе стана непријатно да бараат изговори. Почна и некои од нивните подржувачи од надвор да им викаат: абе неа била веќе вака, дајте, мора да одите на избори. Нас ни е веќе срам да се бориме за вас да се одложат изборите. На крај видоа, не видоа,
се согласија да одат на избори. 2,5 години, здружувајќи се со криминално-разузнавачки структури, се обидуваа да го сменат мислењето на македонците, албанците, на турците, ромите, власите, србите, бошаците, сите останати. Да ги убедат дека сме тоа што не сме, со помош на разни алатки на разузнавачки криминални структури, да не прикажнат во најцрно светло и да го натераат народот да заборави што се правевме во овие години за да се подобри животот во Македонија. Зоран Заев го слушавме, односно читавме и слушавме во медиумите какви пораки пишувал до Мендух Тачи. Го известувал дека некој однадвор го спрема, замислите, некој однадвор го спремал да дојде на власт, каде? Во Македонија. Некој од горе ќе го поставил за премиер. Сакам уште еднаш оваа вечер да му порачам. За премиер во оваа држава, во оваа наша заедничка Македонија, бира народот, граѓаните на Македонија, бираат македонците, албанците, турците, ромите, власите, бошњаците, турците и сите останати граѓани на оваа држава. А не некој од надвор кому ти си му ветил нешто, а тој тебе ти ветил дека ќе ти помогне да станеш премиер. Таа работа не оди со таква трговија. Таа работа треба да ја заслужиш. А се заслужува ако работиш честно, ако работиш посветено, ако работиш одговорно и ако му помагаш на овој народ и во добро време и во тешко време. Тој е на власт 11,5 години во Струмица. Тој е властодржец 11,5 години. Не е дека не сме го виделе како изгледа на власт. 11,5 години ја држи власта во Струмица. Идете и прашајте ги во Струмица што направил посебно за нив и што сменил од сето тоа што сега го ветува и го говори. Драги пријатели, и двете партии и коалиции имаме собствена историја на работење. И СДСМ со нивната коалиција и ВМРО-ДПМН со коалицијата за подобра Македонија. И едните и другите во минатото ја добивме шансата од граѓаните. Ја добивме довербата од мнозинството граѓани да покажеме што ќе направиме за нив, како ќе им ги подобриме условите за живот, стандардот, нови вработувања, помош на земјоделците и така натаму и така натаму. Народот имаше шанса да не види и нас и нив. Народот знае кои сме, добро не познава и тој нема да погреши, затоа што добро го познава времето на СДСМ. Добро се сеќава дека во нивно време не само што не се отвараа фабрики, тие се затвараа. Тие ветуваа по еден вработено семејство. Наспроти тоа, не само што немаше по еден вработено семејство, туку многу семејства останаа без ниеден вработен. Тие го памтат и нашето време на нови фабрики, нови вработувања, на големи субвенции и поддршки на земјоделците. Овој народ е мудар и знае да направи развитка. Народот памти и кој планира да ја свиткува кичмата на Македонија. А во последно време го слушнавме и последниот дел од планот и очигледно од договорот за да некој му помогне да дојде на власт. А договорот бил покрај виткањето на кичмата, двојазичност на целата територија на Македонија, што во основа ќе значи дека ако сакате во иднина да се снаоѓате, да обстојувате, ќе мора да ги говорите двата јазика, па макар во вашиот град не живеел ниту еден албанец. Ако полицаецот е албанец, може да ви зборува на албански, ако не му одговорите или ако не го разберите, ќе завршите во полициска станица. Такви примери можам да редам многу. Драги пријатели, ние немаме ништо против албанците, напротив, тие се наши сограѓани. Албанците во Македонија континуирано во минатото добиваа повеќе и повеќе права
и демократијата растеше во тој дел. Останавме доследни во спроведувањето на рамковниот договор. Ние сакаме со нив да живееме во мир и во слога. Сакаме секогаш да си помагаме едни со други. Но ова што ни го прави некој, преку инструментот Зоран Заев, со ова некој сака да не растори слогата, да не закрви. Албанците и во овој момент, нивниот јазик може да го користат таму, каде оние што се помали етнички заедници го користат во сите други држави на Западна Европа. Ретко која земја во Западна Европа, со сооднос како што се македонци и албанци, 65-25, има повеќе права дадено на помалата етничка заедница. Напротив, најголемиот дел има помалку права. Но јас не мислам дека е лошо што еве сме дали повеќе права. Ние тука живееме заедно, треба да се помагаме, треба да се разбираме. Но да се оди на давање на такво ветување за целосна двојазичност, кое што после прави многу проблеми и во функционирањето на војската, и во функционирањето на полицијата, и во функционирањето на многу други институции, лекарите и така натаму. Тоа само ќе ни создаде доволно проблеми. Тоа само ќе ни направи нови фрустрации, нови поделби. Тоа не ни е потребно. На македонците и на албанците потребно им е подобра економија, потребни им се нови работни места, потребни им се повисоки плати, повисоки пензии, повеќе и посигурни субвенции, потребен им е економски напредок, потребни им се нови или обновени училишта, потребно им е поквалитетно образование, потребно им е да имаат подобра животна средина. Тоа е она на што треба да се фокусираме. И конечно, на сите нас, и на македонците, и на албанците, и на турците, и на ромите, власите, србите, бошњаците, и сите други, и на христијаните, и на муслиманите, на сите нас потребно ми е заеднички земјата не само да се придвижи, туку и да стане членка на НАТО и на Европската Унија, а не да се движи назад со деструкциите на Зоран Заев и на СДСМ. Драги пријатели, покрај двојазичноста на цела територија со сите проблеми кои ќе ги создаде, сето тоа, Зоран Заев, очигледно е, видовме, ветувал и во неговата програма, тоа е опишано со поинаков речник, но сосема јасно, и во Швајцарија кога зборуваше, ветувал кантонизација. Кантонизацијата во Швајцарија е една работа, кантонизација на земја на Балканот, со ниски приходи на граѓаните, со така постоечки радикални структури како што ги има во овој регион, е сосема друга работа. Кантонизацијата на Македонија не би значила ништо друго, освен создавање на 5 или 6 кантони, кои што со тек на време, потикнати од радикални структури, потикнати можеби од некои други држави, една по една на легален начин, со одлука на нивните локални кантонски влади, ќе си носат одлуки за референдум со кои што ќе носат масовни одлуки за отцепување. Тоа е последниот чекор пред растурање на една држава без војна. Такво нешто не и треба на Македонија. Многу генерации наши предци изгинаа, ги дадоа животите, се мачеа, се жртвуваа, ризикуваа. Многу семејства останаа без своите најблиски за денеска да имаме оваа држава, оваа слобода, оваа сувереност, унитарност и независност. Мораме да застанеме сите заедно на патот на оваа сулуда идеја на Зоран Заев, но уште повеќе на оние кои зад него го потикнале, му ветувале, се договарале и некои кои што си има некоја своја агенда за оваа наша држава во која ние сакаме во мир и слога да живееме. Мораме да застанеме затоа што тоа ќе има сериозни последици. Последици од големи размери и ќе ни дојдат многу брзо. Ќе ни чукаат на врата многу брзо тие последици. Дали тоа ќе биде за 3 или 5, дали за 10 или 15 години, времето ќе летне, проблемите ќе останат и ќе дојдат пред нашата врата.
Не ни е потребно тоа. Потребно ни е да видиме и да направиме што е најдобро за земјата да оди напред економски. Сите да имаат подобар живот. Ние не ги делиме македонците од албанците, или од турците, или од ромите, или од власите, или од бошњаците, ромите и така натаму. Ние се бориме подеднакво за секој наш граѓанин. И ако некогаш го кренеме гласот, да предупредиме за некои последици за државата, да предупредиме дека некој е на лош пат и сака да ја однеси цела држава на лош пат, тоа не значи дека ние сме националисти кои мрзат некои други граѓани или народи или некои други етнички заедници. Не, само укажуваме дека на сите ќе ни го растурат мирот, на сите ќе ни го растурат спокојот, на сите ќе ни го растурат со животот, ќе направат повторно да имаме големи проблеми, да се закрвиме до немајкаде. Зошто? За некој што наумел со сила, без народна волја да стане премиер. Не, драги пријатели, на 11 декември масовно да го спречиме тоа. Масовно! Сите! И да кажеме каква Македонија сакаме. И дека не може друг да управува со нас. Па макар купиле еден политичар или една политичка гарнитура. Дека народот во оваа земја е свесен. И дека тој знае да ги следи политичарите. Но кога даваат добри идеи, кога даваат добри предвози, кога даваат добри програми, а не кога некој ќе ги заведе или на било кој начин ќе ги привлече на негова страна да исполнува туги агенди. Драги пријатели, гледаме дека сега, како што и предпоставивме, преходно се разбира, тргна со лажни и нереални ветувања. Видоа дека не можа да го прелажа така лесно народот. Па си рекоа, ајде да фатиме на посиромашните, да евентуваме се и се што. Многу од нив се помалку образовани, не сите, но многу од нив. И тешко можат да некој од нив да пресметаат или да видат дали навистина тоа што го говорат е реално. Но народот е мудар, може би некои од нив не се доволно образовани, но се мудри, знаат да осетат, знаат да проценат, знаат да помирисаат кога некој си поигрува со нив. Па така, го слушавме едно од ветувањата, дека ќе враќале по 15% од ДДВ и на тој начин годишно граѓаните ќе добивале уште по 500 евра плюс по домакинство. Пошто нели они рекоа просечната плата ќе ја направиле 500 евра. И драги пријатели, на почетокот сето тоа звучеше комично, но толку многу долго тоа го зборуваат, што на крај викаме ајде да им ја кажеме пресметката на граѓаните. За да се направи таков поврат од 500 евра за еден човек или семејство сеедно, знаете ли колку треба тој човек секој месец да троши за да на крај добие на крајот на годината 500 евра. Секој човек треба месечно да троши по најмалку 2000 евра за да на крај ги добие тие 500 евра. Колку луѓе во оваа држава трошат секој месец во Македонија по 2000 евра? Може би Зоран и брат му Вицето и трошат по 2000 евра. Ама овој народ троши многу помалку. Може би 10 пати помалку. И не е фер да ги залажуваат со такви работи дека ќе добивале по 500 евра. Реалноста е дека дури кога тоа би се остварило, заработката би била многу помала. Би била неколку илјади денари, може би 4-5 илјади денари. Тоа не е за подценување, но тоа е многу кратно помалку од ветувањето на Заев. И треба тоа да се каже, и треба тоа народот да го знае, затоа што е многу лесно да се пресмета. И уште нешто, тој кога ви ги кажува пресметките, ги кажува на ДДВ од 18%, а нашиот народ, најголемиот дел од парите ги троши за услуги и производи кои се на 5% ДДВ. За вода, за храна, за електрична енергија, за јавен превоз и за многу други работи кои оваа влада на ВМРО ДПМН ги префрли од 18 на 5%. Во таа математика, пресметката, односно средствата кои што ги кажувам, се уште помали од овие што преходно ги спомнав. Затоа
велат на лагата и се кратки нозете. Го слушавме како зборува, за да на крај ја кажеме точната математика. Израчунајте секој од вас колку треба да трошите, за да на крај имате толку потрошено, па од тоа извадете 5% или 18%, зависно колку вие си трошите месечно ДДВ, па на тие пари 15%. Затоа што многу мислат дека 15% на целата сума. Не, на 18, односно 5% ДДВ, па на таа сума 15%. Па да видите како ве мами тој измамник од град во град, лажејќи ве дека ќе добиете многу повеќе пари. Драги пријатели, не само што станува збор за далеку пониска сума од таа што тој говори, него ни тие пари нема да се добијат. Човекот е 11,5 години градоначалник на Струмица. Никогаш не извршил никаков поврат на пари од даноците што граѓаните директно ги уплатуваат на општината. Еве, ДДВ-то не е директно на општината. Меѓутоа, данокот на имот, граѓаните во Струмица го плаќаат директно на општината. Комуналиите, фирмите ги плаќаат директно на општината. Или пак оние што градат куќа, граѓани исто така директно на општината. Што не земе да им врати 15% од тие пари? Зошто не им помогне на неговите граѓани во овие 11,5 години? Знаете ли зошто? Затоа што ве лажи, затоа што ве мами, затоа што на памет не му паѓа да враќа пари. Па не е тој повраќањето, драги мои, тоа добро го знаеме, пошто е. Или едно друго нереално ветување, така од ракав кажано, околу просечната плата. Дека тие ќе донеле просечна плата од 500 евра. Просечна плата не се носи со декрет, не се носи со закон, не се носи со владина одлука. Просечна плата може да расте само ако се намалува невработеноста. Намалувањето на невработеноста врши притисок врз работодавачите за да ги задржат вработените или да ги преземат подобрите вработени да понудуваат повисока плата. Во секоја пазарна економија така растат платите. Тој смета на тоа дека вие тоа не го разбирате, но тука се лажи и тоа ќе го препознае на 11 декември. Или пак минималната плата и социјална помош за која објавил дека ќе биде повисока и од минималната плата. Какви небулози? Какви небулози за еден човек што се кажува за економист? Па ако социјалната помош стане колку минимална плата или повисока, еден куп луѓе ќе отидат дома, си седат да не работат, да взимаат социјална помош. Во ниедна земја во светот, ниту приближно не е социјалната помош од минималната плата, затоа што тоа може да создаде проблеми и неактивност на работоспособното население. Тој тоа веројатно го знае, но се прави дека не го знае и игра на картата дека луѓето што се во тешкотија, што се приматели на социјална помош, дека нема да размислат, дека нема да промислат, дека нема да си го стават прстот на главата и да речат, па која е логиката тој нас да ни дава поголема социјална помош, отколку на тие што одат на работа што зимаат минимална плата. Драги пријатели, затоа велам дека тргна со нереални ветувања, со лажни ветувања, во последен крик да го излажат македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. И она што е најтрагично, ако за нешто на Македонија сите и честитаат, ако за нешто насекаде ни пружаат рака, ако за нешто на вистина сме пример некаде, тоа се даносите и даношната политика. Тие и тука навлегуваат и кажуваат дека наместо 10 даносите ќе станеле 18%. Ќе земале од стопанствениците. Па ако земат од стопанствениците ќе престанат да отвораат нови работни места и да вработуваат невработени. Зошто го прават тоа? Зошто сакаат да го растурат тоа што најмногу во Македонија е успешно и очигледно во овие години дава резултати? Кога порано во Македонија за еден ваков период од 9-10 години се отвориле нови 160.000 работни места? Кога во Велес за 50% се зголемиле бројот на вработувања?
Кога во Македонија имало вакви трендови на доаѓање на нови компании, нови фабрики, на ваков раст на пензиите, за просечната за 70%, најниската за 90%. Зошто сака да го срушат она што функционира добро, она што сите го поздравуваат, она што дава резултати? Или уште една работа и понатаму да не се замараме со него, а тоа е дека ветување дека ќе донеу живот во Македонија. Ќе донеу живот со тоа што ќе донеу многу компании и луѓето ќе се вработеле, младите ќе останеле тука, не само што тугашните млади ќе останеле, туку ќе ги врател и тие од диаспората. Драги пријатели, може би ќе беше во ред некој да му верува, ако овој човек никогаш не бил на власт, но тој е 11,5 години на власт во Струмица. Една фабрика во Струмица не донесе. Еден човек не вработи во некоја донесена инвестиција. Па ако тој 11,5 години не успеал да донесе фабрика во Струмица, дали вие може да очекувате дека во Велески ви донесе фабрика, вас да ве вработува тука, драги пријатели? Значи, човекот зборува и мисли дека народот ништо не размислува. Смета дека овој народ не е мудар и нема да се сети да отиде во Струмица и да види што стана со индустријската зона која ветуваше. А ако отидете и видите, ќе видите дека една празна ледина без ниту една фабрика, место на кое ветуваше илјадници вработувања за струмичани. Таму го видоа и таму му доаѓа крајот во месец мај следната година на локалните избори. Драги пријатели, во време кога Македонија влезе во топ 10 држави во светот, според условите за правење бизнис, нам ни е потребен напредок, нам ни е потребно да не го растураме тоа што е добро, да го надградуваме и подобруваме. Драги пријатели, со она што го создадовме досега, невработеноста се намали од 38,7 на 24%, со отворање на 160.000 работни места, од кои што 39.000 во последните 2,5 години во време на криза. Странските директни инвестиции достигнаа износ од 2 милиарди и 600 милиони евра. Минималната плата се воведе, во минатото таа не постоеше. СДСМ одбиваше да воведе минимална плата. Се воведе и почна да расте. Дојде до 10.080 денари, а постепено ќе стигне и до 14.000 денари до 2020. Просечната плата, кога дојдовме во владата во 2006, беше околу 13.000 денари. Сега е речиси 23.000 денари. Ама не со одлука на влада, не со декрет, не со закон, не со ветување, туку со намалување на невработеноста преку носење на нови инвеститори и правење притисок на работодавачите заради конкурентски причини да мора да ги качуваат платите. Оваа влада досега обезбеди 1 милиарда и 55 милиони евра за македонските земјоделци, за македонското земјоделие и за руралниот развој. Колку СДСМ обезбеди? Дали се сеќавате за субвенции во времето на СДСМ? Освен еднаш, кога илјадници земјоделци пред се тутунари се собраа пред избори пред владата, за да ги притиснат да им дадат средства да преживеат. Почитувани пријатели, дадовме под закуп околу 62.000 хектари државно земјоделско земјиште кое преходно стоело, не се давало на народот да го обработува. Ја сменивме политиката кон земјоделците. Во времето на СДСМ постојано растеа цените на лековите. Во овие 10 години цените на лековите само се намалуваат. 10 пати се намалија цените на лековите. 4700 лекови поевтинија, од 30 до 90%. 33 милиони евра е заштедата на годишно ниво на граѓаните заради поевтинетите лекови. Секоја година 33 милиони евра наместо во џебовите на олигарските блиски до СДСМ одат во џебовите, односно остануваат во џебовите на граѓаните. Тоа е ВМРО-ДПМН, тоа е оваа коалиција за подобра Македонија. Тоа е разликата меѓу нив и нас.
И затоа ние добиваме довербата на секои избори. Инвестиравме над 100 милиони евра во медицинска опрема на секаде низ Македонија. Набавивме над 70 нови амбулантски возила. Го спроведовме проектот еднократен отпис на долгови, што го ветовме на минатите избори. И 15.000 семејства од социјално ранливите категории им беа отпишани долговите во вредност од 30 милиони евра. Правото на социјална помош, оние што го имаат, продолжија да го имаат, но социјалната помош во овие 10 години се зголеми за 70%. Изградивме 74 нови училишта во Македонија, а 400 ги реновиравме од темел. Вложивме 50 милиони евра за оваа намена. Преведовме и испечативме 1000 стручни и научни книги, од кои што се учи на врвните 10 рангирани универзитети во светот. За од таква литература да учат нашите млади, да бидат понапредни и со повеќе знаење. Овозможивме исто така легализација на бесправно изградените објекти и така наречените диви градби на цела територија на Македонија. 350.000 семејства поднесоа барање за легализација на дивите градби. Зошто тоа некогаш не го правеше СДСМ? Затоа што сакаше народот да го држи во заложништво, да се плашите дека ако излезете на референдум, како во 2004, дека ќе ви ја срушат куќата затоа што не е легализирана. Ние тргнавме спротивно на секој да му се овозможи легализација, кој градел во годините на транзицијата, снаоѓајќи се како да преживее. Направивме многу други работи. Бројот на странски туристи се зголеми за 2 пати. Се сменија законите за луѓето да можат да си увезат ефтини возила со пониски акцизи, царини и даноци. Се направија многу работи и тоа добро го знаат граѓаните на Македонија. Но во новата програма се предвидуваат уште многу други работи. Се предвидува дека невработеноста ќе продолжи да опаѓа и од сегашните 24% ќе се спушти некаде помеѓу 17 и 18% за 4 години, а ќе се отворат нови 70.000 работни места во Македонија. Пензиите на пензионерите и платите во јавниот сектор ќе пораснат за 10,25%. Социјалната помош на примателите на социјална помош во 4 годишниот период ќе порасне за 50%, а минималната плата до 14.000 денари во делот на кожарската и текстилната до 13.500 денари до 2020. Ќе се завршат започнатите градби на 3 автопати, но ќе се започнат градби на уште 3 нови автопати во Македонија. Од Гостивар до Кичево, од Скопје до Блаце и од Требениште до Струга. Предвидуваме нови 600 милиони евра за македонските земјоделци, по 150 милиони евра годишно. Предвидуваме воведување на професионален земјоделски советник, кој што ќе биде високо обучен во делот на најновите научни достигнувања во делот на земјоделската наука и ќе биде должен и мотивиран тоа да го пренесува на сите земјоделци. Земјоделците од ова ќе видат голем ајр во наредните години. Предвидуваме исто така агенцијата, да се реформира работењето на агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, преку поедноставување на постапките, известување на земјоделците за некомплетната документација и давање на можност таа документација да ја достават пред донесување на решение за одбивање. Тоа ќе бидат новини во агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Предвидуваме мерка за набавка на високо приносен добиток за сите земјоделци кои што ќе сакаат да набават високо приносен добиток. Државата ќе им покрие 80% од трошоците, а оние кои сакаат да садат или садат нешто, државата ќе им покрие 80% доколку воведат систем капка по капка. Ова е нова стратегија за нова етапа на развој на македонското земјоделие.
Ова е нова страница во развојот на македонското земјоделие и македонските земјоделци. Почитувани присутни, подршка ќе добијат земјоделците и понатаму за секој млад земјоделец по 10.000 евра. За секој еден кој што е во земјоделието, помошта што досега беше 50-50 за трактори или за земјоделска механизација, ќе стане 60-40. Предвидуваме отворање, односно создавање на можност, тоа е проектот рурални развојни зони, во секое село во Македонија, да може во наредните 5 години секој кој ќе инвестира во нов индустријски капацитет, во нов погон или нешто што ќе вработи невработени луѓе, например хотел или земјоделско откупен центар или други наведени во програмата, во наредните 5 години секој што ќе направи таква инвестиција да биде ослободен 100% во наредните 10 години од плаќање на персонален данок на доход, да биде ослободен 100% од плаќање на данок на добивка во наредните 10 години, да биде ослободен 50% од плаќање на придонеси за пензиско и за здравствено осигурување во наредните 10 години. Државата да партиципира со 10% во градбата на неговата фабрика и во купувањето на опремата. Државата да му плати финансиски грант од 2000 евра за секое ново вработување во таквите капацитети, а ако вработи стечаец по 4000 евра. Тоа се нови можности кои ќе отвараат илјадници нови работни места во наредните 4 години во Македонија. Планираме и проект наречен рестартирање на компаниите жртви на транзицијата, каде што државата ќе им даде директна финансиска помош и ослободување од плаќање даноци во одреден период на сите оние кои ќе ги отворат и обноват компаниите кои во време на транзицијата беа оплячкани и пропаднати. Тие компании мора да се помогне да заживеат, да се вратат вработените на работа и повторно да бидат место од каде работниците ќе носат дома екзистенција, среќа и задоволство. Планираме и проект наречен од град во село за нов почеток. Во овој проект се нуди финансиска помош при градба или купување на куќа во вредност од 6000 евра, како и 15.000 денари месечно почетна подршка за првите 18 месеци, плюс за оние што ќе сакаат да се занимаваат со одгледување на добиток, ќе важи мерката за 80% за високо приносен добиток и мерката капка по капка за оние што ќе сакаат да садат нешто и ќе добијат земја од државата. Предвидуваме модернизација на средното стручно образование и реформа на наставните програми и учебници во 4 годишното, за кој процес ќе се инвестираат 480 милиони денари. Крупна реформа. Ќе намалиме цената за приватизација на градежно изградено земјиште со намена Г, стопански и производни објекти. Цената за продажба на истото ќе се намали на 70 денари по метар квадратен. Предвидуваме градба на 18 нови училишта во Македонија во овие 4 години и реконструкција на уште 140 постоечки училишта, како и градба на 78 нови спортски сали низ Македонија. Предвидуваме да продолжи проектот Купи куќа за млади до 35 години, каде што има неповторлива можност, не секојдневна, ретка, речиси никаде во светот нема таква можност, каде што државата толку многу помага на младите за да дојдат до своја куќа, до свој покрив, до свој дом. Тоа ќе продолжи во наредните 4 години, за да им се помогне на младите луѓе во Македонија. Сакаме да им помогнеме со отворање на нови работни места и да им помогнеме со доаѓање до свој дом, односно до своја куќа. Но во новата програма, благодарам, предвидуваме и уште еден проект за граѓаните над 36, помош и за нив за да изградат своја куќа или свој дом. Помош
која што ќе биде во 10 години субвенции за кредит од 20 години, при што во првите 7 години 65% ќе покрива државата од ратите за главница и камата, а во наредните 35%. Драги пријатели, вакви работи, вакви проекти во нашата програма има уште многу. Ви препорачувам да ја прочитате програмата. Таа е над 500 страни. Многу вложивме во неа. Големи подготовки. Додека Заев правеше се што може, што се нарекува деструкција, ние седевме и работевме. Работевме во големи групи, со секакви структури, со сите што може да помогнат. И затоа излегуваме со добро обмислена, многу подготвена, многу квалитетна и реална програма. Овде во Велес, што е значено? Важно е дека предвидуваме реконструкцијата, предвидуваме реконструкција на автопатот Велес-Градско во должина од околу 20 километри, за што планираме да инвестираме 2.300.000 евра. Значи патот, автопатот Велес-Градско ќе се реконструира, ќе се стави комплетно нов асфалт. Ветуваме реконструкција на локалните патишта од патот Свилара Чашка до Сливник и патот до Новачани. Со цел поголема безбедност во сообраќајот, предвидуваме и осветлување на клучките на крстосницата Езеро Младост, напатна станица Отовица и крстосница за Свети Николе. Продолжуваме со реконструкција и изградба на водоводните линии во Велес. Ветуваме реконструкција и изградба на водоводна линија за населбата Превалец до Ризари, како и изградба на фекална канализација за Отовица и продолжување на колекторот преку Кумарино до Мамутчево. Ветуваме и покривање на отворениот канал од фабриката Благој Ѓорев до вливот во реката Вардар. За сите овие зафати планирани се преку 1 милион евра. За подобро напојување со електрична енергија на Велес предвидуваме ревитализација на електропреносната мрежа и реконструкција на далеководот трафостаница Скопје 4, трафостаница Велес и далеководот трафостаница Велес, трафостаница Овче поле. Во делот на гасификација предвидуваме почеток со градба на делницата Свети Николе Велес. Значи ќе има крак од гасоводот кој што ќе оди, кој што е во тој дел меѓу Куманово и Штип. Од делот на Свети Николе ќе се вложат околу 8 милиони евра за изградба на крак за Велес да добие газ од гасовод и компаниите и домаќинствата. Доделена е концесија за експлоатација на троската од оловно-цинковите концентрати од топилницата во Велес и по добивање на дозвола за експлоатација, концесионерот треба да отпочне со работните активности. На овој начин ќе се острани ридот од згура од депонијата кај топилницата, која е горлив проблем овдека за сите велешани и која што еколошки ќе реши многу проблеми. За Велес предвидуваме отворање на 4 нови детски градинки, од кои едната градинка е планирана да се отвори во населеното место Каласвари. Ќе ги реконструираме основните училишта, реконструкција на Кирил и Методи и Јордан Хаджи Константинов Джинот. Исто така, планираме отворање на специјализирана читална, во која ќе биде достапна литература од проектот за превод 1000 стручни научни книги. Во општата болница Велес, како и здравствениот дом, како и во специјалната болница Јасеново, ќе се обезбедат нови 80 медицински апарати за велешани и за велешкиот регион, во вредност од над 900.000 евра, меѓу кои што и апарат за анестезија, дигитален рентген апарат, 2 нови респиратори, централна мониторинг станица за мерење на витални функции и повеќе други парчења опрема. Предвидуваме
санација и адаптација на спортската сала Гемиджи во вредност од 7 милиони денари. Исто така планираме изградба на спортско игралиште во населеното место Црквино во вредност од 5 милиони денари, како и 3 баскет игралишта овде во Велес. Продолжуваме со проектот Рурален доктор, при што во Велешко покриваме повеќе населени места, меѓу кои што и Отовица, Сујаковари, Богомила, Лисиче, Башино село, Каласвари, Согле, Теово, Неживово и многу други. Ке понудиме локации наменети за изградба на мали винарски визби, а воедно и подршка за кофинансирање на инвестициите во винарските визби преку програмите за рурален развој. Имаме уште многу други проекти во новата програма за Велес и јас ви препорачувам топло да ја прочитате и да се уверите во тоа. Драги пријатели, почитувани присутни, нови избори, граѓаните имаат две алтернативи. Сето друго е наменски направено. Овие маливе коалиции се наменски направени да нагризат нешто ако може од нас, но се изважаат тука народот, тоа го препозна. Новиот избор има две алтернативи. Едната е коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Втората е оваа коалиција, на која што се уште не го знаеме името, предводена од СДСМ. Новиот избори имаме една коалиција која што гради, која што создава, која што решава проблеми на граѓани, која што дава збор и го исполнува дадениот збор, која што сака напредна, суверена Македонија, Македонија унитарна, Македонија каде што сите нејзини граѓани, независно на етничката припадност, или верската припадност, или независно на партиската припадност, ќе имаат нови можности, нови шанси. И имаме друга опција, која чека некој друг од надвор, од горе, како што викаат, да ја донесе на власт, која се занимава со манипулации, со интриги, со деструкции, со создавање хаоси, која знаеме како работеше и делуваше во минатото. Затоа, драги пријатели, иако изгледа дека изборот е тежок, тој е многу едноставен. Ги гледаме дека се доста нервозни, ветуваат се и се што, ветуваат и работи кои што се смешни. Ви текнуали пред некој ден кога осамнаа на порталите ветување од неколку нивни членови, еден од нив потпредседателот на таа партија, кој што вели, ако на 11 декември победи СДСМ, ќе ја снемало маглата во Македонија. Како бе може да ја снема маглата на 12, ако изгуби ВМРО, победи СДСМ? Значи, луѓето отидоа до толку, се заборавија веќе и што кажуваат и што ветуваат. Оној Дамјан Манчевски, мислам дека беше, а потоа уште еден го потврди тоа истото. Веројатно тој име некој експерт за екологија, па мисла дека народот, ако тој каже, тек тогаш ќе поверуваат. Значи, вака како тргнале, може би ќе ни ветат дека и Велес на море ќе излезе, или дека, не знам, 24 сата ќе обезбедат сонце да има. Драги пријатели, ги гледаме дека се нервозни и се губат. Не знаат што прават, не знаат веќе што зборат, што ветуваат. Навредуваат колку што можат. Навредите се секогаш одраз на фрустрација, одраз на слабост. Ако било кој од вас прочита малце психологија, ќе видите дека оние луѓе што навредуваат се луѓе кои се слаби, слабичи и луѓе кои губат, луѓе на кои им истекува времето. Затоа ние ги оставаме да навредуваат. Нема да им враќаме со лични навреди или навреди по нивните семејства. Слушнав дека синоќа во Велес се отруле од навреди кон мене и кон моите соработници. Нема да им враќаме, ние победуваме, ние сме победници. Победниците простуваат, победниците одат напред, победниците градат и создаваат. Победниците пружаат рака. Губетниците викаат, се дерат, навредуваат, прават глупости, лажат, ветуваат се и се што.
Затоа ќе ги оставиме уште 2-13 дена, нека го прават тоа. Само една работа е важна. Треба да се пазиме од инциденти. Забележувам во последните денови, всушност од како почна кампањата, се обидуваат да испровоцираат, се обидуваат да направат инциденти. Нив тоа им одговара, затоа што тие ќе губат, затоа што знаат дека ќе ги загубат изборите. Па сакат да си најдат некој алиби, дека имало проблеми, дека имало инциденти, дека луѓето биле заплашени. Ве молам сите граѓани кои сакате добро на оваа земја, да не им подлегнете на провокациите, да не дозволите било каков инцидент. Ги издржавме 2,5 години, ќе ги издржиме уште овие 2-13 дена, после 11 декември ќе бидат со наведнати глави, а сите вие со високо окренати глави, горди и достоинствени дека ја одбранивме нашата држава од оваа напад што ни се случува во овие 2,5 години. Дека Македонија ќе продолжи да оди напред, да се развива, да се економски зајакнува, да се отворат нови работни места, да се решаваат проблеми, да се влези во НАТО и во Европската Унија. Тоа се нашите планови, тоа се нашите цели. Да живее Велес! Да се живи и здрави! Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Да живее Република Македонија! Ти знаеш што е подобро.